Ден за загревање. Вака аналитичарите го коментираат стартот на кампањата за парламентарните избори, кои се поклопи со кампањата за председател на државата. Очекуваат вжештување на реториката, но предупредуваат дека негативната кампања може да им се врати како бумеранг на политичарите. Според политичкиот експерт Синиша Пекески, добро е што се слушаат пораки од одредени лидери за национално обединување. Генерално не очекувам некакви драстични промени во нивните настапи, освен она што искрено ми се допадне тоа што една политичка партија рече дека нема да ги напаѓа своите конкуренти, што е добар пример. А од друга страна не ми се допадна тоа што видов неинвентивни спотови, неинвентивни кампањи и тотално лоши избор на промотивен настап. Според аналитичарот Сефер Селими, ниту оваа кампања не е поразлична од претходните во делот на реториката кога се во прашање националните интереси, но дека главно валканата игра се води преку социјалните мрежи. Очигледно е дека имаме негативна кампања. Секој камп во овие избори си тера свој наратив и сака да го наметнува тоа како прашање. Од една страна македонската опозиција се фокусира во стариот наратив на патриоти и предавници. СДСМ и нивната коалиција се фокусира на европејци и кочничари на евроинтеграциите. Кај албанскиот блок опозицијата ја тера старата песна на промени, која никако не може да го донесе во овие изминати 22 години. Прв пат во историјата на Македонија се преклопуваат кампањите за председателските и парламентарните избори. Кандидатите за шеф на државата имаат уште 4 дена да ги представат своите платформи пред граѓаните. Истовремено, кампањата за изборите за пратеници ќе трае до 6 мај, пошто ќе започне во дневниот молк пред 8 мај, денот на одржување на парламентарните и вториот круг од председателските избори.